Добро вечер уште еднаш од мене. Јас сум Јадранка Костова, го следите отвореното студио на 1 ТВ, а гостин во овој отворен појас е професор доктор Љубомир Фрчковски, декан на Факултетот за правни и политички науки при Универзитетот ФОН. Добро вечер. Добро вечер, Јадранка. Сте биле на времето и министар за внатрешни и за надворешни, но бевте и председателски кандидат во 2009 ги браневте боите на СДСМ или СДСМ стоеше за вашата кандидатура, кога победи Георги Иванов првиот мандат, но ме интересира, дали вие бевте надпартиски во 2009 кандидат, бидејќи сега сите тројца, кои се исто професори, постојано нагласува дека се надпартиски? Па не знам што е таа идеја со надпартиски кандидати, тоа изгледа малку навредувачки и не е точно лицемерно изгледа. Таа врска директна со народот е у принцип во политиката сумлива, тоа е популистички гест, кога директно комуницирате со народот, као вие ги скакате партиите, институциите и нешто директ, и имате подценување кон елитите, политичките елити, па као нешто во принцип една сомнително демократска идеја, но е популарна веројатно поради они сметаат дека партиите се као компрометирани, па као не сакаме да залепиме нешто од нив. Во принцип една сомнителна идеја и Ама одат на барем двајцава кандидати беа избрани на конгресите. Не, тоа прво не е точно. Они имаат во конкурсите за поднесување кандидатура пишува веројатно дека ги прифаќаат партиските определби на таа и таа партија, така што не можете да се одвоите и да речете мене ме интересира, да речеме што знам, кривичната приказна, односно казнената приказна на ДПМН, се одеднаш да се дисанцираат од тоа или од друга страна партиската програма на владеачката коалиција. Тоа не може, нечесно е да се направи во основа и не е автентично, не знам зашто е тоа популарно кај нив. Ова, на што ви личи огласите за кандидирање за председател? Преку оглас да одат? Па, видите, тие се интересни, ако ги анализирате во основа. Блер им река има една храбра, интересна парола, која е во основа граѓанска парола. Република за сите се годиме на слоганите, така? Да, го избегнува терминот Македонската република или Македонија, оди на оваа политичка структура на заедницата и со тоа дава шанси да сите се еднакви со премиса, независно од мнозинскиот јазик, мнозинската култура, малцинската култура и така натака, што уствари е парола која би одговарала, да речеме, на Силјановска од 902 година, кога беше либералка и квазилибералка, не знам, но сега таа има една друга деволуција према национализам, така што тоа не ја одговара. Слоганот на река го третирате како либерален пристап. Па, тоа е граѓански еден профил и тој е во основа добар, храбар, фин профил, кој соодветствува и на кандидатот кој е една фина личност, мазна, да ја наречеме така, и која има можност да биде сед. Некои велат се учи брзо или влегува улогата на резервно тркало во трката, меѓутоа тоа може да биде значајно за него и за групацијата албанска која го поддржува. Ако собере 100.000 гласа, тоа би било сериозно промовирање политичко на таа цела позиција. Мислите и на партиите што го застанаа зад него? Да, и за него кој личност визави директно Демократската унија за интеграција. И за него кој личност и делумно за граѓанскиот профил на кандидатурата која излегува со оваа парола. Втората парола на кандидатот на ДПМН Силјановска е отворено националистичка и милитаристичка Тоа е правда во основа. за Македонија, татковината повикува. Татковината повикува, тоа се плакати на болшевиците од 30-тите години, тие викаат мајковината повикува. Во принцип една милитаристичка, бидејќи се користи за позив за војска, во тие колективистичка операција, каде што индивидуата, граѓанот треба да жртва на повисоките вредности на заедницата и во овој случај државата. Не знам зашто во овој случај повикува, во која одбрана повикува, тоа е друго прашање, меѓутоа самата парола е во основа
точна експликација на незината деволуција кон национализам и националистичка програма каква што во основа застапува. Што посебно нервира е тоа што ја обвиткува во еден квази правно научен целофан, со кој тоа станува прилично одбивно, тоа се гледаше на кампањата во прва дискусија што има, една реторика која би требала да покаже дека правдата е на наша страна, ние сме жртви, ние против светот, а истовремено целата кампања е сведена на отворено лицемерство и лага дека тоа што се промовира може да се оствари, таа не може од тоа ништо да оствари, ниту ВМРО ДПМН зад неа, а посебно не по председателот на државата има и какви ингеренции во тоа што го пред... И бидејќи тоа свесно го знае, а манипулира со него, тоа манипулира во квази научни термини, целофани и лакови, е посебно нервира. Јас ке замолам од режијата, има посочите еден плакат од времето на Руската револуција. Еве го. Да, тоа е таа линија е иста. Ова е од периодот на Тоа е револуцијата. Тоа е судирот со мечевиците и со большевиците и со белите и тој цело период на расчистување. Татковината повикува, родина зове. Тоа е истиот манир и тоа е истата логика. И таа изгледа националистички сега. Ама овде е комунистички, револуционерен. Истовремено е таа врска на нацијата и партијата во време на Ленин е силна и таа е изразена со таа парола. Меѓутоа, супер колективистичкиот дух од таа врска е практично важната поента на плакатата која останува во овој случај. Тука е нацијата нешто за што ние мора сите да се жртвуваме и нашите индивидуални животи се уствари второстепена важност, нашите права се второстепена важност и целата таа приказна на правда е поврзана со правда за Македонија, не за мене како граѓани, не за мене како македонец. Таа е една крајно сомнителна приказна, а посебно па не е врзана за либералите на кои нам припаѓаше, тоа па се посебна травестија и деволуција персонална. Добро, имало ликови кои именувале партии како Черчил. Да. Стево беше блед во таа кампања, во таа прва расправа. Првото соочување, ајде прво слоганот, па после соочувањето. Заедно напред. Слоганот е што кажу? Мислам неутрален во основа, не е впечатлив. Не е ваков комуњарски, да го наречам под наводници, или бојшевички, бидејќи таму има слогани со партијата напред. Тие се, кога одиш напред со партијата, мора да оди авангардата напред, овде заедно напред, има некаква граѓанска комунитарен аспект и е вообичаен. Не е посебно впечатлив, меѓутоа тој па најнеутрален, најпригоден е. Ама треба да оставите впечаток кај гласачите. Па не е нешто посебно впечатлив, но таков е. Не е нешто што буди некаква посебна аверзија кон тоа. Го следевте првото соочување сношти и какви ви се оценките? Има различни оценки и проценки. Па што ви кажам, па не можев да го гледам целото, бидејќи помалку се изнервирав од манипулациите кои ги правеше од кандидатите. Меѓутоа не е важно, ги проследив главните поенти. Беше интересно вака се види како ќе се снајдат тие во целата приказна. Блери Мрека беше фино ја изложи својата концепција и во тој судир и во таа збрка што настана после тоа добро се постави дури во еден момент ги тешеше двете представници на воглава македонските партии, не се секирајте, па вие ќе бидете македонци, па нема никој да... Изгледаше малку смешно за таа приказна, но за него беше секако добро, тоа изгледаше од негова страна баш онака полајт фино. Пендаровска и Селјановска? Селјановска беше ова што го зборев претходно во една експлицитна форма. Беше голем манипулатор, при тоа неискреноста и на некој начин свесното лажење за тоа што ќе направи. На неколку поенти беше
помина како овиткано како жртва на македонецот кој се бори против неправдата, што беше одбивно да се гледа. Таа ветување дека ќе го поништи договорот, дека ќе го врати името, дека ќе го гарантира името во суставна клаузула. Но дали Пендаровски парираше на ваквите тези? Потоа, да. Тоа е друга приказна. Потоа желбата со некаква процедура правна за која таа не е експерт во основа, таа е уставен експерт. Ту користеше некои термини кои не ги знае. Него користеше оној експертски као сапорт од Игор Јанев им дава на ВМРО-вците таков еден и на Иванов му даваше таков еден. Нормално на прашањето основно зашто таа процедура правна ВМРО не ја направило 10 години наназад, никој не можеше да одговори, никој тоа прашање не го ни постави. Инаку можеа да го направат тоа, треба да ги прекинат преговорите и да се обидат да ја реализираат правдата за нас, низ тие нивни концепти во Обединетите нации и ќе се соочат со тоа, ќе беше интересно да се види со што ќе се соочат. Вака сега приказни од која све заврши, тоа заврши со еден многу добар и успешен договор како што е Преспанскиот. Гачки да се кажува дека они тоа можеле да го направат допрва, изгледа скандалозно лажно и невозможно, а за председател па никако невозможно, па тој нема никакви ингеренции за тоа. Може евентуално собранието да го раскине договорот со оние одредби што пишуваат во договорот, природни завршни одредби и понатака да ја тера другата процедура, но председател нема никакви тука ингеренции, ништо направи. И во таа смисла да ветиш нешто, а да знаеш однапред дека немаш ништо да направиш, е манипулација најблагоречна. Ке се задржиме на тоа, нели, како да се поништи или може ли да се на кој начин да се поништи договорот од Преспа, секако тоа не е Библија, но знаеме и кои како да кажам, кои правила непишани владеат на меѓународната сцена. Но колку Пендаровски парираше на оваквите тези? Пендаровски беше блед во целата приказна, беше импресиониран може да би од својата колешка постара, повозрасна и имаше една сосема погрешна тактика да поставува наводно прашања кои неа треба да ја стават у незгодна позиција за 10 секунди, а она тоа после користеше за 2 минути да му држи лекции, да му објаснува гачки да му кажува, што комплетно го изгуби, она го украде времето на дебатата, а Пендаровски го изгуби своето време и беше тоа една тотално глупава тактика. При тоа, знаете, кандидатот треба да ги каже своите ставови јасно и цврсто, а потоа евентуално во крајот на расправата да полемизира со слабоста на тугите ставови и да постави иронично. Ако го изгубите своето време во квази прашања, другиот ќе ви рече фала, ќе си ги земе тие 2 минути и ќе ви држи лекции после тоа и после се чудите кај се вашите ставови исчезнати. Тоа е една и второ, он мора да се подготви на таа приказна, не може вака алудирајќи на политичка разумност да влезе во дебати кои се врзуваат и за определена правна структура. Беше за жал пропуштена приликата да се деконструира лагата која беше облечена во некаква правна процедура од Сејановска и као процедура низ која може договорот да се направи подобар, да се поништи, да се врати името и тие глупости, тие будалаштини што беа јавно изречени и што изгледаа дека се уствари правно логични и дека може на Трамп, на Макрон, на Меркел, кои се безмалку бюрократи, правно да им се објасни нели неправдата кон Македонија. И посебно она што ме нервираше во целата прига, ако си дозволам јас да имам свој личен став во овој случај. А тоа беше еден одбивен став кон Преспанскиот договор, во смисла, ајде од Силјановска разбираме, таа е против договорот. Меѓутоа, ја мислам дека од Стево беше неприфатлив ставот, за мене неприфатлив ставот, да го третира договорот како не можевме подобро, можда можеше подобро и јас сакам подобро, но не можевме, тоа е погрешен став. Тоа е губитнички став у старт, затоа што тој договор е одличен договор. Тој договор не можат сега да го направат ни Стево, ни СДСМ наново подобро, а камоли ВМРО па подобро да направи од тоа. Значи тој договор во еден момент кога политичките елити од двете земји се склопија во еден концепт и решенијата клучни на член 7, член 4 паднаа од екипите кои го правеле на маса, ја мислам дека тоа исклучително добар договор. Кој договор вие можете да го продавате како формула на решавање, а не да го тврдите дека тој е као некое чедо кое не знаете што да му правите, можело и подобро, али ајде сега да го помине.
Тоа е скандалозен став. Како можете таков став да браните, а истовремено да мислите дека нешто добро правите? Тоа е погрешен став. Ја не знам, мислам дека околу тоа треба јасно да се бранат тие позиции, бидејќи се тие најдобри позиции за Македонија кои можеле да се изборат и треба да се изложат луѓето кои мислат дека можеле подобро направат, да кажат како подобро. Ако ги прашате ВМРО-ците... Па како? Јас тоа исто ме интересира. Како они Видите, ако ги прашате ќе го направат подобар или ќе го вратат името? Ако ги прашате нив каков подобар договор би направиле, они уствари немаат одговор каков договор, него имаат одговор, па ние не би правиле воопшто договор, односно нашето име треба да остане. Па тоа не е договор. Тоа е вашата желба, wishful thinking, која вие не сте можеле, додека сте биле на власт, со апсолутни ингеренции на власта, да направите ништо. Ги слушнавме по телефони како се договараат околу името. Пазар беше тоа. Не договор, пазар. По телефони ги слушавме и шефот на полицијата и премиерот како се договараат со уклучување на министерот за надворешни работи тогаш. Но они ќе речат се против промена на уставот и употребата ерго омнес. Видите, они може што сакаат да кажат. Меѓутоа, договорот, ваков каков што е склопен во позната форма, нас не ги решава нашите проблеми на еден начин проширено кај афирмација на јазикот и националноста кај државјанството, кое предходно не се договарало во предходните договори. Ја не сум го видел во предлозите на Нимиц на тој начин решено. И посебно член 7, кај терминот македонски е маестрално направен и нас не дефинира во сите ситуации кои нас не се потребни. А кај името е посебен скандал. Ние сме биле и народна, и федеративна, и социјалистичка, и сега сме северна. Тоа не го менува карактерот на нацијата, кој живее, идентитетот, јазикот, кои се за нас гарантирани. И место тоа да се афирмира како, ја би рекол, сурплус профит од договорот, кој него ни очекувавме вака добро да го решат, во тој член барем, они се бават со, мислам, Слјановска ми е јасно, али не можете така да се поставите кон еден од клучните акти и да очекувате тоа да биде прифатено од популацијата, од неутралниот, да речеме, гласачки дел. Ќе разговараме околу тоа, нели, што може во иднина, нели, хипотетички речено, нели, да дојде некој кој или во извршната власт, во претседателски кабинет, кој ветува промена на договорот од Преспа, враќање на името, но сепак сакам, оваа недела се случи на историска средба, нели, доаѓањето на грчкиот премиер Алексис Ципрас овде. Како ви изгледаше сето тоа? Па тоа изгледаше така како што го нарекува во основа, тоа е историска средба, ако тој збор е изветвен, во овој случај тоа е навистина така. Така го проследија сите странски релевантни медиуми, сериозни часописи, односно весници. Ви држи ли оно оправдување химната не е пуштена затоа што нели доцнала? Па тоа не ми беше јасно зашто се случило, меѓутоа драмата околу тоа е навистина безвезе направена од, знаете, од целата таа приказна тие големи потези на Македонија, тоа се познава и, знаете, народ кој има самодоверба. Кога он главните работи навистина на кои може да биде горд и на кои може да ги подржи и да рече, види, ова е навистина нешто направивме, од целата таа приказна, он се бави со тој тип на ситни додавања од страна за кои ја немам разбирање навистина, дури и да е грешка, дури и да е попуст, дури да е инцидент кој се случил за да се избегнат од ваков или онаков, не знам од кои причини, не е нешто со што можеме да го поистоветиме или фрлиме сенка на така значаен настан, на така значајно влегување на една соседна земја во можните економски соработки со нас, соработките на ниво на универзитети. Ние не се познаваме со тие луѓе кои предаваат таму, ние треба да почнеме една типично човечка врска да правиме сега и бизнис врска веројатно нормална и тоа е значаен исчекор од нашата историја. Ние со тоа влегуваме навистина заедно со договорот во нова етапа на таа историја. Се тоа да не го препознаете, а се бавите со тој тип на заскочици, како ги викате, за мене е неразбирливо. Така, и сега како би можело кои се опциите за да се поништи договорот од пред. Ние рековме, 80 пратеници, но кои се реперкусиите и како тоа, колку сериозни како држава би изгледале. Дури лидерот на грчката опозиција
Мицотакис и самиот вели дека Грција како сериозна држава нели не оди да го поништи тој договор, но ќе употребува други сопки. Видите, Зашто и он смета дека најголемото предавство на Ципрас е признавањето на македонскиот јазик и нација. Темата на поништувањето договор ја тотално не разбирам, затоа што темата е абсурдна. Фрлена на маса поради нокните соништа или влажните соништа на ВМРО-вците и тоа нивната реторика на оваа екипа на ВМРО која се обидува со се живо да остане на сцена и да нема реперкусии евентуални од пораз од изборите за нив. Таа не е тема. Например, тема би била како овој договор да го продадеме како договор кој ќе биде модел на разрешување со дипломатски средства на идентитетските конфликти во регионот. Тоа би бил опрашање. Како тој договор би бил основа за евентуално наградување со Нобелова награда на неговите творци. Тоа би било некакво прашање. Како некои од решењата на договорот би се учеле во класиката на идентитетски преговарањето во конфликти. Тоа би биле прашање. Али да се смени договор. Што може председател на државата да направи околу овој договор? Председател на државата не може ништо да направи. Но еве го имам Иванов кој става вето на сите овие закони. Не може ништо. Како ги нарекуваат сеферџански закони? Сеферџански закони. Значи, председател на државата не може ништо да направи врска со тоа. Тој може да се избрука себе, како што Иванов направи. Може и друг некој председател кој би имал таков став да се избрука себе. Ние воспоставивме на пракса која е уставно легална, а тоа е дека доколку председателот се избрука себе со неразликување своите лични фрустрации и мислења од функцијата која има и обврските кои ги има уставни, тогаш недозволиво е тој да може да го блокира вршителот на законодавната власт, а тоа е собранието, кое е суверено во носење на законите. Ама да имаше он мандат, еве, уште една година, значи ниту еден закон не ќе поминеше, бидејќи сите ќе беа на Република Северна Македонија. Сите ќе беа но он ќе беше во сите ситуации прескочен, он е сега маргинализиран, него тоа не му е гајле, бидејќи мандатот му завршува, никој со него не се бави, он се бави со купување станови, друго не е нешто што се бави, и тоа е приказната тажна за нас и за нашата политичка култура, меѓутоа во основа нема друго осем таа уставна позиција. Собранието предолго чекаше 3-4 месеци да се као пишмани па ги подпише законите, требаше веднаш по моje мислење, после 20 или после истојот број дена, 10-15 дена, да се примени ова прескокнување негово и директно објавување законите само со еден подпис на председателот на собранието, и тоа така како пракса и како уставно толкување на некој начин ќе се вообличи и понатака. Така што во тој однос на властите собранието не смее да биде блокирано од вршител на извршна власт со непотпишување на било што. Тоа мора да ја изврши својата волја во случај да биде законот во второто гласање поминат со апсолутно. Тоа е апсолутно уставна императивна норма и не може да биде блокирана од, да речеме, вакво. Но што е излезот од тоа? Еве, како што реков, замислете да имаш уште една година мандат, ниту еден закон не ќе поминеше. Излезот од тоа е дека секој закон ќе беше објавуван без негов подпис и никој немаше да биде гајле околу тоа што него подпишува. Тоа ќе беше излезот и тоа е излез. Тоа е уставно излез. Но се на една одлука на Уставниот суд каде што оној закон за употреба на знамињата што го потпиша Тито Петковски пред Уставен суд не поминало. Па не знам околу тој кейс, немам детали за да можам да го расправам, меѓутоа има уставна одлука која беше сега расправана околу тоа второ потпишување, обрската на председателот да го потпише, ако не го потпише дека тој закон важи, тоа е исто така уставна одлука, меѓутоа ова што е воспоставено е сосема согласно нашиот устав и тоа е една пракса која понатака ќе биде елемент на гаранција дека председателот не може да излезе дури во вакви аутистички гестови надвор од своите овластувања. Така. И со ваква блокада од председателот на државата кон законодавната власт, опозицијата оди со теза дека имаме сега на дело заевизам, хунта беше претходно, деспот и слично. Компаративно со периодот што го нарекувавме груевизам, како ви изгледа тоа?
Познаете, тоа е прилично опасна, веројатно за нив изгледна политичка операција на правење баланс меѓу нешто што е сериозно политичко зло, кое ја украде државата и кое не доведе до работна внатрешно дезинтегрирање и комплетна изолација на надворешен план, а тоа е овој концепт на владење на ДПМН последните 10 години, со криминализација на целината на општеството, партизација на судството и на државната администрација. Тие велат и сега, има реваншизам, нема правда. Не, гледате, они може да велат било што. Меѓутоа, компарацијата е непристојна да ја направите. Ја ги разбирам нив, бидејќи тоа идеолошки инструмент за борба, кога правите завизам-гровизам, али не е нешто што треба да се прифати како бином за кој може сериозно да се расправа. Тоа беше една ситуација која беше и меѓународно обележана како авторитарен популистички режим, националистички Во извештаите стоја и дека постојат политички мотивирани судски процеси и слично. Сега процесот на кој оди е во главните линии е ослободување од таа ВМРО-вска украденост на државата и една девамаровизација во културен план. Се они можат тоа како сака да го наречат, ја не сакам да ги бранам сите грешки на политичката гарнитура, непотизмот во некои делови, меѓутоа тој дроп, таа буранија да ја споредите со претходниот систем на крадење на државата и на безобразлук од или мислите дека македонците се риби и памтат само 5 секунди. И потоа забораваат и можете им го продаете во едначувањето на тие два система како нешто што може да се расправа на маса. Не мислам дека тоа ќе помине дури никако сериозна тема за расправа. Мора да се завршат судските процеси и мора гарнитурата од половина од нивната партија оди у затвор де факто, главната раководна структура. Ќе биде интересно изборите да ги проследиме од еден аспект. Мене ми е известна победата, по моje мислење, на кандидатот на владичката на Стево. Меѓутоа, за мене е важен поразот на ВМРО ДПМН и на Силјаница од друг аспект. Од аспект каков ќе биде тој пораз. Дали тој пораз ќе роди со можна промена на раководството, ова исцедо груевистички кој они го имаат како раководство, и дали ВМРО ќе има шанса после тоа да се претвори у нормална партија, бидејќи она што е тоа сега и останува да биде и сиса уште од овие слабости на власта обиди да се регенерира, е прилично опасна тенденција. Тоа не е нормална партија. Не гледате никаква реформа внатре во ВМРО со заминувањето на Груевски, исклучувањето на Сашо Мијалков од партијата, уште неколку од тие видни функционери од Не, ова групација е заробена од сенката на бегалецот од Будимпешта. Дали примаат директно, не знам, меѓутоа тие се едноставно заробени од тој поглед на питонот, као жаба, стојат и не можат ништо и се обидуваат на основа на тоа кој нема да ја сакава власт, кој нешто ќе биде огорчен, да добијат немаат никаква политичка програма, немаат никаков однос кон злото кој го имаат направено на оваа држава, која може да ја поделат и упропастат тотално, немаат никаква дистанца кон таа приказна, авторитарна, популистичка, реално заокружена само можеби во Македонија, утре може да се заокружи во Србија, можеби, но само во Македонија беше на тој начин заокружена во целост. И таквата скандалозна позиција да се заборава, едноставно не е пристојно да се појави и да рече немам став за тоа. За тоа моје зло, за тоа моје минато е непристојност политичка од прв ранг. Па еве и судскиот процес за крвавиот четврток и за ова раководство е со ист третман како и претходно, нели тие го осудуваат насилството, но потоа наоѓаат разбирачка зашто е постапено така, дека тоа се патриоти, но од друга страна власта направи селективна амнестија, а селективната правда е неправда. Мислам, да, знам што мислите, сметате дека не е таква. Видите, власта беше во таа смисла искрена. Тоа е ставот на
Ставот на Заев е во таа смисла, може да го прифатите, не го прифатите, меѓутоа е политички одговорен став. Ние имавме една цел, а тоа е да помине Преспанскиот договор, кој е огромен гест. Не можевме да го изведеме на друг начин и моравме да амнестираме четворица луѓе кои во нормални услови би били у затвор поради тоа што беа отварачи на вратите. Добро, Фрчковски, ама замислите Нинџа да имал некој родни напратеник, па и за тој глас може да и... Сакам да кажам, критериумот беше според кој треба да крене рака. Беше според политичкиот инструментализам, односно опортунизам на поминување на Преспанскиот договор и тоа беше јавно кажано, што е гест, може да го прифатите или не велам, но не можам да кажам дека е тоа спроведување политика на неказнивост од таков манир да ја загрозува целокупната правда. Не, едноставно 4 луѓе спасија глава со таквиот момент дека се пратеници и тоа беше не фер. Точно чувството на непријатност и неказнивот во однос на нив ни остана во грлото, но можеме барем тоа да го споредиме со нешто добро што можеше да помине, тоа е поминувањето Преспанскиот договор и тоа беше барем јасно направено. Сега, имате една провокативна теза или став, а тоа е дека Република Северна Македонија до незиното зачленување во Европската Унија, а тоа се повеќе години, дека би било добро и корисно владата да биде составена од сите поголеми овие партии, колку се, две албански, две македонски. Нели е тоа малку комунистички, да речам, пошто тоа се прави инцидентно во одредени кризни моменти. Ама ова ќе бидат години. Да. Губи смисла изборите на некој начин би станале депласирани. Да, мојата теза е дека ние ќе влеземе кога тога. Јас сум сигурен дека тоа ќе биде наша иднина. Верувате само ова дека јуни ќе добиеме датум за преговори? Не можем да претпоставам. Ја баш тоа за мене, пошто не сум вовлечен во тоа, онака баш гатање. Ја можам само да кажам дека јас очекувам тоа да го сторат, дека има можност да го искористат она што Ципрос го рече, дека пораката до националистите од двете земји не смее да биде дека Македонија ќе биде повторно одложена. Тоа е логика една повторно утилитарна, но логика која макиавелистичка, но која може да помине и ние можеме да бидеме корисници од позитивни искористувачи на таа ситуација. Мислам дека нашата држава, независно од проблемите кои ги има во спремањето на групите за преговарање, е во кондиција да се подготви за такво нешто и да влезе во преговорите, ќе траат понатака, но не мислам дека се подобри Србија и Црна Гора на ниеден начин од нас во таа смисла. Мислам дека треба да ги отвориме преговорите. И што би било со таква една широка коалиција која би требало со години да... Знаете што, јас мислам дека се бенефитите, затоа што вака, како што реков, губат смисла изборниот надпревар, бидејќи ја не изборниот надпревар, опозицијата кај нас не се покажа. Прво, кај нас нема големи алтернативи политички, реално, како партиите кои се по 2-3 века во другите сериозни демократии, и фактички они не се двојат во големи идеолошки позиции, тие се 70-80% еднакви во таа приказна. Бивањето опозиција овде се покажа како казна, опозицијата губи све, тоа не е нормална ситуација, и потоа кога ќе се приближи до власта се као зомби типови кои после кршат све унутра, ја партизираат, и тоа мора да запре. Мали држави како нас, мултикултурни посебно, пригоден им е поинаков политички систем кој исто демократски, близок е до швајцарската композиција на извршниот совет нивен и се состои во тоа што главните политички партии стануваат дел од владата, не од власта, туку од владата. И тоа јас го промовив пред 2-3 години, го кажав, меѓутоа во сенка беше на тезата дека премиерот може да ротира, па како албанец ке станал премиер, па тоа беше скандал. За нас е пригодна ситуација. Чекај, од тие 4 партии сметате дека треба премиерот 2 години да биде од една партија, во па да такви ротира. ситуации премиерот не мора да биде од една партија 4 години, го може да ротира меѓу партиските коалициони партнери. Ама тоа потсетува на председателството на СФРЈ, бивше. Видите, тоа не е опште лошо председателство, и швајцарскиот систем потсетува на самоуправувањето во еден дел и тоа опште не е лошо. Самоуправувањето генерално во концептот на
европската левица не се оценува така како што ние го гледаме овдека лошо. Меѓутоа, тоа сега не е тема. Тема е што со ваква ВМРО ДПМН ние не можеме тоа да го направиме нормално, бидејќи тоа не е нормална партија. Тоа е движење кое сака да ги представува сите македонци и сите други партии ги третира како предавнички партии. Тоа мора да престане. Она мора да биде нормална партија која представува десницата, може да победи, може да изгуби на изборите, окей, меѓутоа не може да биде да има тенденција да ја представува целата македонска нација, па дуи ги имитираат дека ја представуваат албанска, и се они као племе се договараат меѓу себе. И од дуи цело време велат дека се представници на албанците. Тоа е систем кој во основа не е демократски и кој во основа не го прифаќа демократскиот плурализам, само го толерира како нужен, но не го прифаќа во основа. Тоа мора да престане. Они мора да станат нормална демократска партија и поразот на овие избори може со новата гарнитура да ги приближи до тоа. Што би било пораз? Јас сметам дека потоа... Почнавте пред неколку минути. Да, ја мислам дека потоа партиите, владечката партија на председателски на изборите кои следат, мора да им понудат договор, кој не мора да биде ниту во уставот, ниту во законот договор. Мора кој да победи на изборите, СДСМ или ВМРО, треба да ја земе другата партија во коалиција и заедно со две албански партии да прават големи коалиции во прво време за преговарање во Европската унија, со Европската унија, а потоа како трајна ситуација во Македонија, опозиции може да останат тврдокорните и левица, министерските места ќе ги делат по резултатите од изборите, меѓутоа сите мора да бидат на маса на одлучување кај нас. Тоа не е проблем. Таквата композитна ситуација на владата ќе оневозможи како блок да го притиска државната администрација и судството, они ќе бидат внатре, нивните расправи ќе одат внатре во владата. И тие ќе бидат продуктивни, но ќе бидат сите на маса, нема да има гладни зомби надвор кои чекаат да дојдат и све да растурат што претходните направиле. Да, но и ВМРО и СДСМ имаат уште 20-30 партии со нив мали во коалиција. Видите, јас зборувам за големите... И затоа ни се зголемуваат само бројот на министерства. Зборувам за една структура на голема коалиција која не зависи од многу министерства, но кои што главните актери ќе бидат внатре во тој извршен совет во Швајцарија овдека влада. Таквата структура ќе понуди вистинско помирување. Бидејќи сега помирување со овој дел на ВМРО, кој е тотално ирационален и кој тотално е заглебен во една омраза кон се друго и не можете да го воспоставите, бидејќи не можете да расправате рационално со тој дел од нивните, не знам како, го стимулира да биде видлив, може да е мал. Да не можете со нив ништо. Морате да се помирите на една еманципаторска платформа на Македонија која е европска држава и која е демократска држава. Ама промените во ВМРО ДПМН си зависат од нивните членови. Зависат од нивните членови и ние со љубопитство го очекуваме тој момент каде што поразот на председателските избори е важен. Колкава разлика пораз? Мислам дека треба, не знам, не можам да проценам детално, но ако освоја значаен број на бодови, они повторно ќе се, односно бодови, гласови, они повторно ќе пледираат дека раководството е легитимно. Они треба да бидат поразени, ако имаме среќа на начин што ќе го доведат во прашање своето раководство, едно поразумно, поспособно и поодговорно раководство може да ја преземе партијата со која можете нешто да се договорите околу заедничката перспектива на нашата следна фаза на нашата република во основа. Тоа е нова фаза на политичкиот систем која според моја мислење значи. Но има еден тренд кога излегуваат анкетиве, нели, за рейтингот на кандидатите или партиите, при тоа се анализира и нели колку гласови има од македонци, албанци, останати. Членството нивно има доста коментари кои се гордеат дека они имаат само македонски гласови. И дека СДСМ, Заев или Спендаровски, нели, тоа као голем минус се зима дека има и албански гласови. Па знаете што, ја мислам дека ова што се случи со СДСМ после шарената револуција или низ шарената револуција, од тој процес на отпор кон режимот и обид за негово рушење, кое, фала Богу, заврши успешно, беше големо искуство и голема добит за нашата држава генерално, што една партија така мокна од левицата, па станува втора во основа под наводници албанска партија, има околу 60.000 албанци кои гласат за неа. Тоа на вистина е неверојатен исчекор во нашата граѓански
поход, условно да употребам тој термин кој не е соодветен, или во пограниченствување на политичката ситуација. Тоа треба да бидат горди. Во таа смисла, мислам дека политичката елита кај СДСМ може слободно да бидат горди на таа операција и го одржаа тоа во локалните избори после тоа ниво, и тоа е многу значајно. Сега ВМРО-вците, окей, мислам, ако тие не можете ништо да кажете, не сакат да бидат етнички чиста партија, окей, може тоа да бидат. Меѓутоа, одговорноста на политичкото раководство да бидат партија која се обидува да ги представува сите македонци е апсолутно неприфатлива и недемократска. Со таа работа не може да се преговара, они се парс, односно дел од гласачкото тело и ништо повеќе. Тој дел може да победи, може да изгуби, али се секогаш само дел. И со тоа мора да се разбереме во демократијата, не може поинаку да пледираат да бидат, ниту може да прифатам да тие ме оценуваат мене, сум ја поголем и по-македонец од нив. Така. Колкав е демократскиот капацитет на ДУИ? Тоа е партија која е 17 години постојано во извршната власт како победник во тој албански блок. Ми беше гостин во дневникот Имер Салмани и него го прашував за тоа. ДУИ сега, иако изгуби доста пратеници и гласови на последните парламентарни избори, добро плива со овие комбинаторики со СДСМ на локалните избори, сега поддршката на Стево Пендаровски. Каква е таму состојбата и што треба, затоа што ние говоревме за режим во времето на Груевски, ама не забораваме, но некако како да свесно го потиснуваме тоа дека ова партија партиципираше во сето тоа. Ниту во судските процеси од СЈО ги нема, дури ни според рамкове не се застапени по број на процеси. Јас имам став кон ДУИ кој неколку пати сум го кажал јавно, не е тоа нешто што е тајна, они се проблематична партија од аспект на врската со криминалот. И крилата криминални во нив се стварно проблем демократски, не е тоа што албански или било која друга партија, тоа е уште поголема ситуација беше со ВМРО исто така. Тој дел преживува поради нивната неопходност во власта. Меѓутоа тоа се крши околу, ке дојде една точка која во тој дел создава разлика, а тоа е улогата на СЈО и нивните процеси. Нивните процеси ќе опфатат дел од политичарите на ДУИ и ќе видиме како тие ќе одат. Тоа ќе биде лагмус за нивниот однос кон таа правда или владење на правото во Македонија. Или тоа е еден многу интересен и многу опасен концепт кој немавме време или може да имаме да го расправиме, тоа е таа юридикизација на правото што кандидатот на ДПМН го фрли на маса без одговор. Тоа е сега, го поврзувам со владење на правото, еден концепт и тој ќе се судри со реализација на СЈО и на процесите против ова приказна околу Телекоми ќе биде многу значајна и неколку други, и тука ќе биде коалицијата на власт изложена. Оти тука навистина не можете да бидете пристрасни и не можете да го издржите политички тоа, а тоа ќе создаде определени тензии, ќе видиме како тоа ќе помине. Второ, удар за нив би бил сериозен, сите гласови над 100.000 на Блерим Река. Тоа е став дека албанците не се во реакцијата кон нив и кон нивната понуда, нивната операција не е автентична кај нив. Ќе видиме тоа како ќе се одрази и како гласачите на Блерим Река во вториот круг ќе се одрази, што исто така многу битно. Тој момент е битен, а инаку оваа теза, ако ми дозволиш малку, видиш, заборавив е важна, помина како нешто што е као борба за правда, као напад на честност, како судир со корумпираната политика, а уствари една пропадната теза, неточна, и денеска ја оценуваат како теза која проширување на правото и во политиката, како теза која е нов тоталитаризам и го загрозува автентичноста на политичките амбивалентни судири. Тоа е бркање на концептот на правна држава и владење на правото,
кој владее во зоната во која владее. Одговорите за тезата на Силјановска, така? Да, зборувам на таа теза која изгледаше сериозна, ова е херојска и честна вака на некој кој се бори за правда, а е уствари кобен политички проект. Добро, ја не верувам дека Силјановска е до таму адвенс да тоа го разбере, али она го разбира обично тоа како проширување на владењето на правото и како запирање на корумпираната политика. Но тоа не е таа теза. Денеска таа теза се напаѓа во западниот свет како постполитичко општество, како колонизирање на целото општество од технократските, бирократски структури кои не се електит, кои не се избрани, а кои владеат де факто преку така наречено нормирање на се што постои во државата. Таа политиката ја заробуваат, ја празнат од својата нормална антагонистичност и ја полнат со некакви правила кои ги носат во позадината професори, бирократи кои се без избор. Таа теза се смета за денеска најголема опасност, една од најголемите опасности за демократија, која доаѓа од преширување, хиперболизирање на улогата на правото. Тоа е сосема различно од концептот на борба за правна држава. Борба за правна држава е владење на правото таму кај што му е место. Ние имаме проблем со тоа. Кај нас правото не го зазело своето место, но неговото место не е во колонизација на политиката. Неговото место е во владење на и во возможување на човековите права да се реализираат. Тоа е. Политиката припаѓа на зоната на политиката, е амбивалентна, зона на судири и таа останува автентично таква. Таа не може да се испразни од тоа и не може да се колонизира со право. Држава и чекен баланс, властите да бидат независни, да се контролираат. Таа теза као ништо да не било и као да ја знае, уствари неа појма за неа, никој не ја одговори, пошто тоа беше тоа, али у основа е опасна тезата. Добро, времето истече, само блиц. Се покајавте ли што се кандидиравте 2009 за председателски избор и изгубивте од Иванов? Па да, тогаш да врзеа тоа беше после и Букурешт. Да, све ќе поминеше, бидејќи они од 2009-2011 посебно ги крадеа изборите на масовен начин. Мојата амбиција беше друга. Мојата беше помалку, сега малку е непријатно од оваа дистанца да кажам, мене беше јасно што се случува. Не можев да имам илузии, јас имав тим, Гюнер тогаш, но меѓутоа беше херојски да се потикне опозицијата. Опозицијата беше страшна. На многу 120.000 гласа на многу ниски грани тогаш. И тогаш беше херојски гест да се подпомогне дигањето на таа опозиција. Завршивме со тогаш со 260.000 гласа, што беше почеток на онаа ситуација која 2011 практично на парламентарните избори ги добија и ги украдоа и Бранко од нејасни причини го призна тоа, а тоа навистина опозицијата ги доби тие избори. И потоа 2014 тотално го украдоа Стево поново. Так. Но добро, тоа е тоа. Фрчковски, благодарам што бевте гостин во отвореното студио. Вие, почитувани, останете на фреквенциите на 1 ТВ. Од мене пријатно и се гледаме следниот петок.